Добро утро од еден од паркинзите во епицентарот на градот Битола и како што најави јавното предпријатие Паркинзи, почнувајќи од вчера па и во текот на денешниот ден во попладневните часови ќе има акција за чистење на јавните површини што се однесува до централното градско подрачје, бидејќи снежниот бран наталожи прилично голема снежна покривка. На оваа тема ќе зборуваме со директорот на јавното предпријатие Паркинзи од Битола, господинот Зоран Михајловски. Добро ви утро. Добро утро и ви благодарам за поканата. Директоре, ве почнавте од вчера, имавте апел до битолчани за соработка. Колку битолчани ги дислоцира своите возила на потребните површини? Прво да нагласам, ние почнавме со ова акција од вчера, инаку почетокот на акцијата беше уште понеделникот рано наутро, пред да почне работното време, кога беа исчистени се она што можеше да се исчисти, заради паркираните возила нормално оставивме некои позиции. Потоа механизацијата се насочи кон улиците од втори и трет приоритет и сега продолжуваме со обезбедување на поголема пропусна моќ, фактички ги чистиме зоните од вчера вечерта заради помалиот интензитет на сообраќајот во централното градско подрачје, односно зона А. Да ги споменеме еве за тие кои што не го слушнале апелов, а не гледаат ова утро, на кои се локации во градов ќе се чисти денес? Значи, точните локации ги има објавено во повеќе медиуми со улиците. Јас ќе кажам дека описно околу зоните околу Саат кулата во Битола, потоа пред стаклената зграда, па се до Домот на културата, се тие зони на кои што се одвива исто, имаме и паркирање улично, но имаме и сообраќај во најстрогото централно градско подрачје. За да ја обезбедиме пропусната моќ, ние ги шириме сега тие површини и се надевам дека апелот, вие ме прашавте колку се работуваат, па да, се гледа на терен денес колку се работуваат, мислам негде е исчистено, негде не е, така да ќе продолжиме и денес и мислам дека вечерва ќе завршиме комплетно со централното градско подрачје. Инаку, овој паркинг на кој што се наоѓаме ние, паркингот кај Домот за народно здравје, односно популарно наречен уредот во Битола, паркингот кај спортската сала беа исчистени уште рано наутро во понеделникот, за да можат битолчани да си ги задоволат своите потреби. Во тие денови првите, интензитетот на сообраќај беше доста намален во Битола. Сега како што се подобруваат временските услови, се зголемува и интензитетот, така да и моженоста да се исчисти, ни останува нас, немаме избор, туку мораме да работиме само попладне. Ке преминеме на темата паркирање и непрописно паркирање. Ке го сметав разговоров за комплетен доколку ни дојдеше и представник од СВР Битола, меѓутоа еве ајде тоа нека биде и за следна прилика за изречени казни за непрописно паркирање. Дали битолчани имаат навика да си ги паркираат своите возила на паркинг местата или пак сепак сакаат што поблизу до првото кафуле? Како и сегде, така и во Битола. Значи има луѓе што си паркираат легално на слободно паркинг место, има и луѓе кои сакаат да го избегнат плаќањето, сега тука се соочуваат со казни од страна на сообраќајната полиција и подигање на возилото од страна на пајак службата. Навиките се тие, обемот на сообраќај е тој, потребите за паркирање се исто така тие, како и можноста за паркирање. Градот вкупно располага со 1835 паркинг места, од кои што 734, мислам дека беше, бројот беа зона А, останатите се во зоните Б и С. А потребите се големи. Сега пред да почнеме да разговараме, значи, уличната мрежа во градот Битола, да кажам, еден податок, е проектирана за обем на сообраќај 3 пати помал од денешниот. Но времињата се смениле, степенот на моторизација станал повисок, така да време е, мислам, да се ревидираат тие сите показатели и да видиме што може во иднина да направиме ние.
Битолчани велат, ако во Прилеп може во градското подрачје се има 2 катни гаражи, зошто се чека се уште битолчани да не добијат барем една катна гаража? Дали катната гаража ќе го реши проблемот со непрописно паркирање според вас? Зависи што е целта на градот. Значи, катната гаража ќе го реши ако сакаме ние, ако ги стимулираме моторниот сообраќај како град. Јас зошто Битола нема, не можам да ви кажам, сега пак ќе треба да се обратите кај оние што одлучуваат, пошто станува збор за скапа и обемна инвестиција, како и долготрајна, за да се реализира. Дали Битола ќе одлучи да го задржи овој обем на сообраќај во централното градско подрачје, па ќе прави катна гаража, или ќе изгради некој сообраќајен систем за превоз на патниците и ќе го намали обемот на сообраќај во централното градско подрачје, со тоа и загадувањето, тоа треба некој друг да одлучи. Имаме варијанта 1 и варијанта 2. Така да, сепак, мислам дека не е лошо да зборуваме ние за катни гаражи, но треба да видиме и алтернативни видови на превоз, ако ме прашате мене. Добив информација дека сте строг директор и не прифаќате ургенции за кинење на казните. Колку чини еден билет за дневно паркирање? Билетот за дневно паркирање на ова место во строгиот центар кај што се наоѓаме изнесува 150 денари за цел ден во строгиот центар на градот. Инаку 40 денари за 3 часа паркирање, што е, цените се популарни, да кажам. Строг се користи услуги, треба да се плати. Посебно кога цените се популарни. Меѓутоа и да се стави сепак еден ред, ако може во другите држави да има драконски казни, зошто да не и во Македонија? Дали не достига кај македонците сообраќајна култура, можеби, а не само паркинг места? Сообраќајната култура е она што ние заедно сите како жители на еден град го дефинираме. Значи, мнозинството ако поддржат дека треба да се плаќа, дека треба да се ограничиме со возењето, дека можеме да паркираме и настрана од строгиот центар на градот, тогаш сообраќајот ќе не биде во ред. Ако мнозинството одлучува дека не треба да се плати, тогаш сообраќајната култура не ни е на тој степен и секогаш можеме ние да ја подигаме, зашто и во сите светски метрополи, па и во Скопје, проблемот со паркирање во центарот на градот и со сообраќајот сегде е присутен, што не значи дека не треба решение да бараме ние за постојните проблеми. Ви благодарам за тоа што утрински вака одвоивте време. Продолжувате денеска со акцијата. Еве повторно уште еден апел до битолчани во попладневните часови да ги дислоцираат своите паркирани автомобили со цел потемелно чистење на снежната површина и сепак заклучокот ване еве на крај е дека не достига сообраќајна култура, меѓутоа зошто да не и што поскоро една катна гаража да добијат битолчани. И еве јас само ќе споделам информацијата дека сите уживачи на зимскиот спорт, на скијањето, денеска можат да уживаат и во ноќното скијање на скијачкиот центар Стрежево низ Жеполе.